Знаеме дека денес е 5 јуни, светски ден на животната средина, па овие ученици уште од ланската година знаат дека животната средина е наш услов, главен фактор за опстанок. Оваа идеја ни дојде на тој начин што пред тоа има проектни активности, фрлање на отпадна хартија, собирање на материјал за рециклирање, па сега оваа идеја ми дојде пред 2 седмици. Дали сакате, деца, да направиме нешто интересно? Тие секако со еден аплауз рекоа дека сакат, па на нашите родители во групата им најавив дека ќе имаме една проектна активност, екопроектна активност, како дел од оваа учебна година. Сакам да направиме едно модно шоу. Зошто шоу? Затоа што ќе има и песнички, и игри, и едни поучни реченици кои не само на младите, туку и на возрастните ќе дадат еден апел да ја зачуваме нашата средина како главен фактор за опстанок на живиот свет. Во самата наставна програма треба уште да се едуцираат и младите, но да имаме и средби со родителите. Заедничките овие представувања за зачувување на нашата животна средина е многу важно. Значи треба едукација на сите, не само на најмладите. Како координатор на нашето училиште, екоучилиште, дојдов до таа идеја и сите колеги мислам дека се радуваа на сето тоа, меѓутоа кажав дека јас ќе настапам со мојата паралелка, па во иднина ќе биде можеби на ниво на општината, сите училишта, па да има како наградни фактори. Денес сите ќе бидат наградени, затоа што сите дадоа свој придонес, па заедно со родителите од 2 Б оделени при Централното основно училиште Сандо Масев. Да, само уште едно последно прашање, како долгогодишен просветен работник, како сте задоволни од еволуцијата на свеста кај децата од најмала возраст до најголема, дали се покажува напредна линија, дека стануваат се посвесни или се уште... Да, јас мислам дека не е ова табу тема, уште од најмала возраст се запознаени со сето тоа, па напредуваат во воспитно-образовниот процес на страната на ЕКО.